Недела предпладне е термин резервиран за опуштено, но пред се инспиративно и креативно дружење со вашиот омилен квадрат. Овој момент започнуваме, а следните 30 минути ќе бидат исполнети со многу креативни содржини, нешто што многу ќе ви биде инспирација доколку ве очекува уредување на вашиот дом, вашиот простор, има што да видите, има што да чуете, затоа останете тука. А за почеток ќе ви ги откриеме само кратко темите кои ќе бидат обработувани во следните 30 минути. Еве што ќе гледате во новото издание на Квадрат. Во новиот Квадрат ќе гледате совети и насоки за уредување на неколку клучни простори од еден дом. Уредуваме предсобје, кујни и одбираме плакари за спалната соба. Останете тука. По рекламите почнува новиот Квадрат. Акрон. Секој детал е важен. Зошто Home Concept? Затоа што нудат детално изработени проекти за целосно уредување на секаков вид објекти. Вложувањето, иновациите и организираноста се нашиот успех во креирање на вашата приказна. Ваш дом, наш концепт. Home Concept. Мебел од најдобрите турски брендови. Добар дел од просториите во еден просечен дом ќе ги уредиме заедно со вас низ следново 30-минутно дружење, а започнуваме онаму и каде што всушност започнува целата приказна. Од предсобието, оној дел каде што вашите посетители се запознаваат со вашиот дом, односно првиот впечаток за вашиот простор. Како правилно да го уредите вашето предсобие, гледате во продолжение. Како да се организира мал простор, а при тоа да се исполнат сите функционални барања што му се потребни? Веројатно секојдневно се прашувате, а можеби често ви создава и нервози ова прашање. Како да вклопите се што ви треба во предсобието, просторијата што е многу мала, но истовремено и многу важен простор, каде редовно ќе ги складирате своите заеднички работи, како што се чевли и облека. Простор каде ги пречекувате и поздравувате гостите. Простор кој ќе го даде првиот збор за вашиот дом. Потребна ви е практичност, но исто така и секогаш се обидувате да ги задоволите стандардите во однос на естетиката. Сега тоа е многу едноставно, затоа што модерните архитекти и дизајнери на интериери веќе смислија огромен број начини како да го распоредите ова клучно катче во домот и да ги задоволите сите естетски и функционални критериуми. Потребно ќе биде модерно и функционално решение за опремување и најдобро е да обезбедите подвижни парчиња мебел, чиј распоред ќе бидете во можност да го менувате, а истовремено секој од нив ќе биде и мултифункционално и во сите големини, за да се состои од елементи што можете да ги комбинирате според вашите потреби. На пазарот веќе постојат и готови вакви елементи, а бидејќи станува збор за сериско производство, нема да ви треба и огромна сума на пари за да го уредите овој дел од домот. На пазарот веќе ги има и ваквите модели во различни дизајни, а помеѓу најпопуларните периодов се во бетонскиот декор и во сивиот даб декор, што ќе го олесни вклопувањето со останатиот мебел во вашиот дом. Не заборавајте во овој дел од домот да оставите и простор за огледало, бидејќи неговата намена тука е повеќекратна. Огледалото визуелно ќе го продлабочи и прошири просторот и сигурно ќе биде многу корисно за да ја поправите вашата шминка пред да ја напуштите куќата или да фрлите последен поглед на себе пред излегување. Простор најмногу во овој дел ќе ви биде потребно за складирање на чевлите, а простор ќе заштедите ако можеби тој биде заедно со тапациран простор за седење. Вака ќе изгледа едноставно, не пренатрупано. Модерно ќе заштеди и простор благодарение на својата мултифункционалност. Правилниот начин на уредување на секој простор, па и во предсобието, ќе ви го улесни животот со употребливиот простор на долг рок, а стилски дизајн ќе ви овозможи уште на прв поглед на гостите да им дадете на знаење дека имате префинет вкус
и дека се грижите за секој детај. Кога бираме стан или градиме куќа, настојуваме поголемата квадратура да отпадне на собите за дневен престој, нешто помалку на спалните соби, а речиси редовно се радуваме ако сме успеале во планот да спакуваме што е можно помало пресобје и собите ги поврзуваме со колку можно потесни и пократки ходници. Дури кога ќе почнеме да го планираме интериерот, ја согледуваме важноста на предсобието, кое треба да собере барем неколку неопходни функционални елементи. И сега сте вистински среќници ако попуштивте некој квадрат плюс во овој дел од домот. Како и да е, решение постои секогаш за се, а ние сме тука да ве насочиме и секако инспирираме. Настрана од тоа дека предсобието е оној дел од домот кој не дочекува секој ден и дека е првата средба на нашите гости со нашиот дом, а нели првиот печаток е секогаш најважен. Предсобието е и важен функционален дел и како таков мора да располага со неколку елементи. Плакар за чевли, закачалка или плакар за јакни и капути, полица или комода за оставање предмети додека се облекуваат чевлите или јакната, простор за седење и секако огледало. Изгледа многу и сигурно се прашувате каква магија би требало за се да сместите во оскудни 3 до 4 метри квадратни, па некогаш дури и помалку од тоа. Волшебно стапче не ви е потребно, но добар план и тоа како да. Една идеја е сите елементи да бидат сместени на само еден зид. Седечкиот дел всушност е плакарот за чевли, до него тесно огледало од десната и неколку закачалки од левата страна. На сличен начин просторот може да се организира со различни бои и различен распоред на елементите, а не зазема воопшто голем простор, па ќе ви остане дури и некој квадрат за движење. Закачалките може да ги сместите и зад малку издаденото нанапред огледало, до кое е седечкиот дел кој исто така е во суштина плакар за складирање на чевли. Во последно време во тренд се и поединечните основни елементи кои ги спојувате во целина на лице место, зависи од просторот со кој располагате. Закачалката може да биде и независен елемент, а просторот за складирање јакни може да биде и затворен, ако сепак преферирате поголем ред во домот. Огледалото е секако неизбежен и неизоставен елемент во предсобието, како од естетска, така и од функционална причина. Прво затоа што огледалата се најдобриот трик за проширување на просторот, а во малите квадратури на предсобието, тоа и тоа како ни е значајно за просторот да не задуши уште привлекувањето дома. И второ затоа што никогаш не е на одмет да се погледнеме пред излегувањето од дома. Внимавајте да не го пренатрупате просторот со мебел и пред се во планот вклучете доволно простор за движење. Добар трик се елементите закачани над зидовите кои исто така е добро да бидат плитки, но не премногу. Доволно за да ги соберат чевлите и закачалките доколку плакарот за јакни е затворен. Никако не претерувајте со декоративни предмети, кои нема да погрешите дури ако целосно ги изоставите во овој дел од домот. Ако сакате нешто поспецифично, поиграјте си со огледалата. Наместо едно, поставете неколку во разигран распоред. Одберете специфична форма или можеби несекојдневна рамка. И веќе сте постигнале доволно. Вазна со цвеќе е добридојден декор секаде, па не е на одмет дури и во предсобието. Ако немате доволно простор за седечки елемент, доволна е една мала табуретка, која по потреба ќе можете да ја поместувате, а кога не се употребува да биде сместена под надказната. Понекогаш добра и практична идеја за најмалите предсобја е само еден единствен елемент кој ќе ги опфати сите најнеопходни. Наидовме на една таква одлична инспирација. Огледало, столица и закачалка, се во едно. Ова е само една од многуте брилијантни креации создадени под инспирација од малите простори. Одличен додаток кој на супер стилски начин ќе го представува вашиот дом и ќе заврши работа за секојдневните активности. Висината на огледалото е 188, а ширината 43 см.
Останува само 53 сантиметри на длабочина за столицата и целиот друг простор останува слободен. Бидете доволно креативни и одберете си модел кој ќе се вклопи во вашиот стил на уредување на просторот. А секако ќе се вклопи, но и ќе се покаже практично и мало теписонче, на кое ќе му се радувате во зимските и есенските денови, кога ќе ја впива влагата од вашите влажни чевли, па ќе ве поштеди од секојдневно чистење. Секако важни се и ѕидовите, кои се препорачува да бидат во светли бои, како бела, крем или пак нежно сива. Но ако мудро се комбинираат, посебен шарм ќе му дадат и живите бои, или тапетите, а уште повеќе модерната уметност на ѕид, со која уште веднаш ќе му дадете акцент на домот. Во продолжение, кратка фотоинспирација. Уживајте! Следна на дневен ред е собата за одмор и релаксација, односно собата за спиење или спалната соба. Досега ви помогнавме како да одберете правилен душек, како да одберете легло, како да ја уредите комплетно вашата спална соба, меѓутоа денеска ќе се фокусираме на плакарите кои се исто така еден од главните и централни елементи во секоја спална соба. Како вашиот гардеробер или плакар да биде практичен и функционален, дознавате во продолжение низ разговорот со нашите стручни соработници од All for Home. Уживајте во она што следува. Гардероберот има моќ да ја направи секоја просечна спална соба луксузна. Замислете да имате уредено и едноставно катче кое ги организира вашите облека и додатоци. Се да е на дофат на раката, а просторот да е чист. Тајната на добрите гардеробери е во функционалноста. Денес не е толку тешко да се дизајнира и направи гардероберот со ништата. А веќе постојат и готови модели креирани така што одлично се вклопуваат во најголемиот дел од просториите и воедно се и совршен одговор на потребите на современиот човек. Повеќе на оваа тема денес зборуваме со нашите стручни соработници од All for Home. Во зависност од тоа колку е голема вашата спална соба, одлучете колку ќе одвоите за плакар. Препорачливо е да не е поплиток од 50 см, но доколку самиот простор не дозволува, може да се изработи со димензии према самиот простор. Во плакарот можете да поставите полици, фиоки или закачалки, а со добар распоред може да има доволно простор за се. Надворешниот дел исто така е важен. Огледалото ќе му даде луксузна нота на вашиот плакар и ќе ја направи вашата спална соба визуелно поголема. Добро е доколку има можност во гардероберот да се предвиди просторот за закачана облека да биде со висина 130 см за кратка облека и 130 см за подолга облека. Полиците не треба да бидат поплитки од 30 см. Ова се некои стандарди за кои не треба да се грижите кога купувате готов плакар, затоа што тие веќе добро истражале што е тоа што најчесто им треба на луѓето и согласно тие податоци креирале одредена шема која е практична и убава истовремено. Дизајнерите препорачуваат 75% од употребливиот простор да биде резервиран за закачалки, а 25% од истиот да биде резервиран за полици и фиоки. Ваков е и најчесто случајот кога одбирате готов модел кој секако ги следи стандардите и искуствените препораки. Добар плакар овозможува лесен пристап до се што е во него и најчесто е изработен од природни материјали кои се во тренд. Огледало на вратата од плакарот визуелно ќе ја зголеми големината на просторијата и исто така ќе овозможи непречен пристап до природна светлина. Под предпоставка дека немате простор за голем плакар, изберете неутрални или пастелни бои за неговите врати. Се разбира дека освен практичен, плакарот треба да биде естетски убав и нормално да се вклопи во стилот на останатиот дел од собата. Многу е полесно кога одбирате комплетна спална соба, затоа што на тој начин некој друг веќе ја направил најдобрата комбинација на елементи наместо вас, па ваше е само сето тоа да го пренесете од салонот за мебел до вашиот дом. Но во секој случај има и огромен избор на готови модели во основни, во тренди бои, креирани по одредени стандарди и на тој начин многу лесно се вклопуваат во просторот. Предноста е што и дополнително се со многу подобра цена отколку оние што се прават по мерка и тоа е така затоа што станува збор за сериско производство. Квалитетот е секако неспорен, независно од подобрата цена.
Огромна е понудата, така што навистина не е тешко да се прилагоди дури и кон веќе постоечка спална соба со лизгачки врати, со рачки, со огледало во боја, буквално се она на што може да се сетите. Следната содржина е посветена на една просторија од домот во која исто така поминуваме многу време и исто така една од централните простории на секој дом, а тоа е кујната. Зборуваме постојано за кујните, меѓутоа постојано се менуваат и трендовите, постојано се измислува нешто ново, па вреди да им посветиме внимание и овој квадрат. Следуваат уредување на кујни. Со текот на времето, кујната станува се повеќе отворена просторија и неретко е дел од самата трпезарија и дневна соба, со што вниманието се повеќе се врти кон впечатокот, кон нејзиниот дизајн и изглед. Трендовите доаѓаат и си одат, но кога се работи за дизајн на кујна, предпочитаме безвременски изглед кој трае. Кујната во куќата има посебен статус. На крајот на краиштата во кујната се собира целото семејство. Дизајнот на кујната е доминантна позиција во внатрешноста на целата куќа. Бидете смели во изборот, без разлика дали се работи за модерен или традиционален изглед на овој дел од вашиот дом, во кој уживате со добра храна во кругот на семејството и друштвото. Теоретски, површината на кујната може да се подели на 3 зони: работна зона, приодна зона и трпезарија. Во работната површина треба да бидат сите предмети потребни за готвење и складирање на производи. На оваа тема ние се консултиравме и со нашите стручни соработници од Home Concept, па во продолжение ќе ви ги пренесеме и нивните совети и идеи. Постојат голем број на современи кујнски идеи со кои визуелно се зголемува големината на собата. За мала кујна ќе биде идеално кога кујнскиот мебел е направен по нарачка, а во исто време инсталиран со вградени апарати. Во овој случај, секој сантиметар од корисната површина ќе се користи за намената цел. Но доколку сепак сакате да имате голема кујна, тогаш опциите за комбинирање на просторијата со кујната се уште останува во игра. Во овој случај неопходно е да се направи визуелна поделба на просторијата за готвење, областа за јадење и местото за одмор. Така ќе создадете кујна во модерен стил. Поделбата на кујнскиот простор од местото за одмор може да се направи со помош на шанк. Или просто тоа да го направите со еден материјал, например. Ламинат во едниот простор, а во кујната керамика. Можете исто така да ја поделите дневната соба и кујната со бар. Или пак, добра идеја е и мобилен екран. Кога станува збор за трендовите на кујни, белите, кремастите, светло-сивите ѕидови се секогаш добродојдени во просторијата, во која светлина и чистота се приоритет. За освежување на белите површини можете да поставите столчиња, високи барски или ниски, од темно богато дрво, со метални ногарки во црна или темно сина боја. Покрај ова, уште еден впечатлив детаљ кој ќе даде урбаност на кујната се елементите и осветлувањето во бои како мейсинг, хром, јаглен, црна и длабока сина. Индустриските суровини од хром и челик, како што се печките и фрижидерите, ќе бидат најубаво обкружени со природни материјали, како ратан, бор и бамбус, во светли изданија. Деталите како оние од мермер на кујната ќе дадат еклектичен изглед, а винтидж сервисите и свежото цвеќе посебно ќе ја облагородат. За да ги ослободите кујнските ѕидови и да ги пополните со уметничка слика, декорација или полици, најпрактичен елемент со кој можете да ја уредите кујната е вградениот креданец, кој ќе послужи како длабок, елегантен и организиран простор за сите прехранбени производи од зеленчук до мируди, до тегли и сушени производи. Плакарот можете да го камуфлирате според дизајнот на останатите елементи или да му дадете вратнички во смел стил, со кој ќе изгледа како уникат во оваа просторија. Вазни и сакси во природни тонови исполнети со градинарски цвеќиња и растенија, врамени фотографии, редови на украсни тегли исполнети со разнобојни зачини. Овие предмети кои го галат окото се она кои ќе ги отворат полиците и се создадени за тоа. Охрабрите се да ги покажете вашите најубави шолји и чајник, вашите омилени садови за послужување и од елементи како полиците создадете функционална декорација за вашата кујна. Комбинацијата на различни стилови и типови на осветлување во кујните си повеќе влегува во фокусот на внатрешното уредување. Осветлувањето во кујната има различни функции. Плафонските светилки или лустери го осветлуваат целокупниот простор,
додека зидните ламби нудат насочено осветлување. Посебно пријатни за окото се длабоките сини и зелено-сините тонови. Ако разгледате кујни од минатото, ќе забележите дека ваквото уредување на кујната може по желба да биде во комплетен ретро стил. А доколку се одлучите за модерна варијанта, на овие темни сини нијанси совршено одговараат детали од месинг и природни акценти од дрво. Допирот на сјај во вашата кујна го дава месингот, со кој може да декорирате комоди, рачки за фиоки, чешми и други кујнски елементи. Кујната е срцето на домот и служи за повеќе намени. Од таа причина, паметното складирање од суштинско значење за одржување на нередот од кујната и искористување на максималниот достапен простор. Креативните решенија за складирање продолжуваат да бидат популарни додатоци во дизајнот на кујни. Размислете за начини на кои вертикално ќе можете да ги складирате предметите или во празни простории на кои претходно не сте се сетиле. Наш предлог се куки, на кои можете да ги закачите вашите најубави дизајнирани шолји, комоди кои можете да ги уредите како винско катче или пак дрвени гајби за складирање, кои можете да ги сместите во меѓупросторот. Дрвените површини му даваат топлина и природна убавина на секој простор, а материјалот зазема безвременска улога во кујните. Користете топли тонови на дрво за да балансирате бела светла кујна или да ја зајакнете привлечноста на длабоките зелени, сини и црни тонови. Природните материјали како дрвото добро се вклопуваат во најразличните стилови, вклучително современи како и традиционални елементи. Речиси во секој стан кујната представува една од најважните простории, а идеите за нејзиниот дизајн и распоред се бесконечно. Голем број производители на мебел се почесто ги напуштаат стандардите за традиционалното поставување на кујнските елементи, а резултатите од тоа се современо дизајнирани простори како дел од вашиот дом за живење. Токму такви беа и оние кои ги видовме во просториите на нашите стручни соработници од Home Concept. Истите со вас ги споделивме во овој прилог. Уште неколку минути ни останаа од денешново дружење и ќе ги посветиме за сед што научивме денеска и во денешниве 30 на минути предвидени за дружењето со Квадрат да го спроведеме на дело, односно практичен дел. Да инспирирајте се во следниот прилог за се она што зборувавме во претходните минути. Уживајте. Во убав, топол дом може да се претвори и една стара фабрика. Тешко е да се поверува, но порано тука имало фабрика за производство на сапуни. А сега ова е стамбен простор и тоа не било каков. Зградата се наоѓа во Менхетен, во областа Трибека, а под покривот на оваа еклектична мансарда се отвараат не само прекрасните њујоршки панорами, туку и неверојатниот поглед на живописната река Хадсон. Архитектот на проектот, Ендрю Френк, кој посочи дека таму ќе се декорира убава градина, ја забележал убавината на овој дел. Комбинацијата на дневна соба, кујна и трапезарија нема да изненади никого, но има и многу други начини за импресионирање на гостите. Значи и покрај постоењето на уникатен простор, контурите на дневната соба се сосема видливи. Голем темно тиркизен тросет, дискретен килим, украсена маса и пар фотели создаваат одлично место за одмор, но во исто време и безпрекорно се вклопуваат во целата слика. Во овој интериер тој привлекува не само висок квалитет на завршници и материјали, туку и посебна атмосфера. Тука многу стари елементи се зачувани во процесот на работа, меѓу кои се и ѕидовите од тули. Но тие беа совршено надополнети со масивни дрвени греди, како и модерни панорамски прозорци. Благодарение на комбинацијата на дрвени елементи со сиви работни плочи и бели ормани, кујната изгледа многу топла и стилска истовремено. И софистицираните златни ламби со истакнати детали од тули ја играат улогата на светли акценти. Контрастот и комбинацијата на минатото и сегашноста е најочигледен во трапезаријата. Старите ѕидови од тули и пастелно-тиркизниот под се суптилно разредени со модерен мебел, оригинална ламба и огромно ѕидно огледало. Сите простории се направени на ист воздржан начин, но испреплетени со интересни елементи. Така што дури и во индустриската атмосфера на таванот, просториите изгледаат многу удобно. Особено убав е застаклениот дел од дворот. Во лето ова место е апсолутно отворено, а во зима се претвара во зимска градина исполнета со светлина.
Заедно со елегантен светло-зелен мебел и зеленило, градината во секое време од годината станува одлично место за да се напиете чаша кафе наутро или да одморите по напорниот ден. Круната на целиот проект беше отворена тераса со покриви и неверојатна градина. Тука не само што можете да уживате во прекрасните погледи на Њу Јорк, туку и да ја прочитате вашата омилена книга, да се забавувате со пријателите или дури и да се сончате. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носење. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Зошто печка на пелет? Затоа што има ниска потрошувачка, висока технологија и ефикасност, гаранција и енергетска ознака. Фрико, ние не правиме само печки, ние го правиме животот подобар. Се надевам и верувам дека имаше што да се научи, имаше што да се види од денешниот квадрат и доколку е така, нормално, не пропуштајте не и следната недела, уште од сега ви закажувам следно дружење за следната недела во истото ова време, а до тогаш обрнете внимание како се уредени вашите простори, затоа што тоа и тоа како влијае на вашиот мир и на вашето функционирање. Пријатно за сега од мене, се гледаме во недела.